Ти благодарам на агенцијата за поканата, иако после Волку добри говори и мене ми е тешко да зборам. Прв знак дека не сте во младите е дека кога ќе го почнете говорот, се плашите да почнете да ги поздравувате сите, оти сте ги заборавиле пола имиња и затоа јас тоа нема да го направам, а сите го направивте без грешка. Сакам да ги поздравам, навистина ми е тешко, но и ми е задоволство да зборувам после толку различни луѓе кои испраќа истата порака. А таа порака е дека кога славиме празник, не е само да ги извергламе класичните формули, туку навистина да си го поставиме прашањето што за нас се предизвиците на младите, што за нас се обврските пред младите и дали тука сме некако издвоени или има многу што да си кажеме и што да се договориме. Кога доаѓав навака, се потсетив на средба која што имав пред неколку месеци со луѓе наши иселеници, кои што се членови на Форумот за демократска Македонија. Ниеден од нив не го познавав претходно. Значи, со сите разговаравме за Македонија, разговаравме за моментот во кој се наоѓа нашата држава, ама и со сите нив тој ден се запознав. И ми оставија навистина неверојатен впечаток. Дека оваа држава, кога би можела добро да ги искористи сите капацитети, кои ги има дома, но ги има и во странство, навистина може светлосни чекори, со светлосна брзина, да ги прескокне некој од проблемите. Со еден од нив разговаравме подолго, работи во Светска банка, на создавање, на креирање на јавни политики, значи можеше да дискутира за заштита на животна средина, за политика за млади, за поддршка на економијата и во се. И ја имаше пасијата за која што ни зборуваше, во се го имаше тој дух на оптимизам и чувство дека може се да се смени на подобро. И доаѓаше, ако не се лажам, од Велес, успел во една неверојатна светска конкуренција да добие престижна позиција во Светска банка и денеска да живее во Вашингтон. И помалку и јас бев љубопитна и на крај на разговорот го прашав, добро, како, релативно млад, јас мислам дека нема ни 30 години. Викам, што се случи, што беше она што според тебе те издвои од морето други кандидати? Дали беше образованието, дали беше, не знам, економијата, социјалната положба? И тој ми кажа една реченица што се ми стана јасно. Вика, бев активен во Младинскиот образовен форум 10 години и мислам дека тоа беше она што ми ја даде компаративната предност во однос на сите други. Учев низ работа. И затоа кога ги гледам извидниците овде, претпоставувам голем дел од младите што се тука се активни во некои организации, мислам дека не постои факултетска диплома, не постои фамилиарна поддршка која може да го надомести или да го надјача тоа чувство и знаење кое доаѓа од активизмот. Ова не е недела на младинскиот активизам, ама мислам дека е порака која секој пат се убедувам да се наоѓам себе си дека им ја испраќам на младите. Мора да го најдете она нешто што ве влече и да не се задоволите само со школската клупа и школското знаење. И тогаш, навистина, се зависи од вас. Тој разговор ме натера да зборувам малку повеќе и во владата околу шансите како на младите да им дадеме повеќе, да им отвориме шанса. Дури давање шанса мене ми е лош збор. Некако, еве, тие старите дојдоа и дадоа, поделија шанси. Се додека така ги гледаме работите, ќе биде лошо за институциите, ќе биде лошо и за младите. Но да ги отвараме шансите, се дефинитивно дел од пописот и описот на нашата работа. И затоа тука со Сефер ќе се согласам целосно. Јас тука ја гледам можноста која што ни ја дава ЕУ и НАТО. Како некој кој долго време работел и се уште работи на тоа Македонија да стане членка на НАТО и на Европската Унија, јас сум последната која што ќе кажам дека е тоа клучот на сите наши проблеми и формулата за сите наши решенија. Не е.
ама тоа е вратата која пред се ќе им се отвори на помладите од мене, а од секој од нив и од сите нас заедно ќе зависи дали ќе се качиме на 100 спрат, на 50 спрат или ќе останеме на приземје. Мислам дека податоците кои што зборуваат и за младинска невработеност ни покажуваат дека членството не е решение, ама членството ти ја дава моќта и силата и парите и инструментите за оние кои сакаат да им дадеш подобри стартни позиции. Погледнете ја само Erasmus Plus програмата. За среќа и ние веќе можеме да ја користиме. Пазете, 14 милиарди евра дадени за над 4 милиони млади луѓе низ Европа да имаат шанс една година да учат во можеби Скопје, друга година да учат во Копенхаген, па да одат во Париз и така натаму. И сега ние се уште користиме мало делче. И жалам и тука е одговорности на институциите, особено високообразовните, сакам да ги повикам и младите, имам чувство дека понекогаш сами себе си се обесхрабруваме, дека нема шанси да успеам. И сакам да ги поттикнам сите. Шансите, Македонија може се уште да обезбедува поголем број на стипендии преку Erasmus Plus за студирање во надвор од државата. Ама понекогаш нема ни доволно кандидати. Ги повикувам да бидат поактивни, да бидат поамбициозни, да бараат повеќе од институциите, да очекуваат повеќе од своите универзитети. Меѓутоа, знам дека еден дел од скепсата е и заради тоа што си фрлен сам во светот, а оние мрежи за спасување за нас не постојат. Постојат за младите во Европска Унија, ама кога ќе си го поставите прашањето колку пари ќе ме чини за да отидам до таму, колку пари ќе ме чини да се вратам дома за празник, колку пари ќе ме чини ако не дај Боже сум болен, колку пари ќе ми чини ако ми треба некаков тип на дополнително осигурување. На тие прашања ние како земја членка земја која се уште не е членка на Унијата, немаме доволно што да понудиме на младите. И затоа кога ќе разговарате со млади луѓе кои патуваат, ќе кажат дека се чувствувале хендикепирани кога нивните колеги од Словачка или од Бугарија можеле да го искористат своето домашно осигурување за здравствено осигурување, можеле да ги искористат системите за, не знам, железница, за многу ефтино да дојдат да пропатуваат низ цела Европа и да се вратат дома и така натаму и така натаму. Ние како влада решивме дека членството во Унијата ни е многу важна цел, ама дека нема да чекаме да се случи за да почнеме да ги учиме некои од добрите искуства. И навистина ми беше задоволство кога прочитав дека Европската гаранција за млади, која први ја користиме, ја воведуваме како земја вон од Европската Унија, ја искористиле веќе негдека над 1500 млади луѓе низ Македонија. Најголемиот дел околу 1000 во Скопје, 200-300 во Гостивар и во Струмица. Тоа покажува дека ако ја имаш нивната идеја, ако имаш некој од парите, дека можеш да покажеш, да се подготвиш дури и пред членство. Но кога ќе спомнете само дека Европскиот социјален фонд денеска во Македонија понудил шанса за 10 милиони млади европејци да се вработат, не можете тоа да го мечувате, не можете да кажете дека е доволно она што ќе бидат буџетски средства од буџетот на Република Македонија. Затоа не бев воопшто изненадена кога прочитав дека најсилната поддршка за членство во НАТО и во Европската Унија, ако ги гледате по возраст, доаѓа од најмладите. Заради тоа што се свесни дека им треба пресврт, дека им требаат крупни промени, дека тие крупни промени за многу од нив ќе донесат и шанси. Ама дека тие крупни промени сами треба да си ги заработат. И затоа наша обврска како влада реално е да обезбедиме час поскоро Македонија да стане земја членка на НАТО, нешто што е известно и релативно побрзо, како гаранција дека оној тип на, сега ќе бидам искрена, оној тип на дилеми со кои мојата генерација се соочувала, дали оваа држава ќе ја биде, дали нешто да планираш овде, или тоа може во еден момент да биде разнесено на парам парчет заради политички кризи, или да успееш да изградиш иднина во својата татковина. И втората цел
членство во Европска Унија како шанса за поголема економска, социјална, па и образовна инспирација и поддршка. Меѓутоа, бидејќи сме тука, и тука се присутни и млади луѓе кои имаат иницијатива. Морам да кажам дека и во Македонија, како и во Европа, не се сите такви. И не треба да ни биде доволно да кажеме добро, тие што се успешни, да бидам искрена, и во лоша држава тие што се успешни, што се носени од многу енергија, ентузијазам, кои знаат што сакаат, кои се спремни тоа да го направат, ќе успеат. Во крајен случај ќе избегаат, што е за жал опција за која се одлучија многу млади во Македонија. Меѓутоа, она што треба да направи една добра држава е да им овозможи на сите млади да бидат подобри и поуспешни од во спротивна ситуација. Да го искористат својот потенцијал максимум. И во Македонија и во Европа ќе видите голем јаз помеѓу младите кои што ја превземале контролата на својот живот, како вие во публиката, и оние кои што се уште пасивни и чекаат некој тоа да го направи. Голем дел од нив не го прават тоа по сопствена вина. Немале шанса да добијат подобро образование, немале семејни прилики кои што ги стимулирале да бидат подобри. И задача на државата е да мисли повеќе и на нив. И затоа неколкумина тука го спомна проблемот со нашето образование. Навистина, ако мислам дека постои втора тема освен ЕУ и НАТО која долгорочно ќе ја дефинира Македонија, тоа е дефинитивно образованието. И за жал имам впечаток дека дури таму реформите се потешки отколку и во другиве сфери кои што ги правиме. Меѓутоа, тука мислам дека не треба да чекаме на крупни реформи, на крупни промени, на учебници, на наставници. Она што мислам дека му треба на македонското образование е да направиме повеќе настани од овој тип, кои што ќе се случуваат во училиштата, каде што нема да учествуваат луѓе како мене, да бидеме отворени, ама ќе учествуваат луѓе како нив двајцата, кои што ни собствен пример ќе влијаат на младите да се осетат посилни. Затоа што дел од проблемите во нашето образование е што ги тера сите да бидат униформни, дисциплинирани и не претерано амбициозни. Тука биди, немој премногу да се трудиш. Немој премногу да вложуваш, оти нема да се врати. За жал, дури во нашето општество таква клима е направена. Колку и ти да си добар, нешто друго ќе одлучува. Ако на младите им ги испраќаме овие пораки, дека не, твојата работа одлучува, твојот труд, твоите резултати одлучуваат, секој од нив ќе биде подобар. И затоа нема да зборуваме теоретски за нивната иновативност и креативност, ќе погледнеме дека едно мало камионче кое што убедена сум дека е дело бизнис проект на некои млади луѓе. За мене тие беа моментите кога гледав дека и во Македонија е можен успех, кога дојдоа првите млади луѓе да продаваат кафе и сок во парк и да ни овозможат на тие млади родители, чии што деца не им дозволуваат да идат и да си купат кафе, тоа тука да го направат. И тоа беше првиот чекор. Вториот чекор на кој јас бев горда дека ни се случува е кога дојдоа на точаци, па тоа го правеа. Па ги споја и темите и економија, и животна средина, и шанси за млади. Ако на таков начин им пристапуваме на работите, убедена сум дека многу од нив ќе не воодушеват, како што тоа денеска го правеа и Нина и Сефер. Така што ви честитам на сите вас на Меѓународниот ден на млади. Немојте да ги чекате клучните одговори од нас. Ние практично денеска не можеме да замислиме кои ќе бидат професиите со кои ќе се занимаваат нашите деца. Не знаеме. И затоа реформите во образованието се тешки. Зашто ќе ги подготвуваме? Ќе ги подготвуваме за промени. Ќе ги подготвуваме за иницијативност. Тие се практично особините кои треба да ги развиваме, а не 100 страни што треба да ги прочитаат и 50 страни што ќе треба да ги запамтат. И затоа бидете активни, бидете своји, бидете силни, бидете гласни, не се согласувајте со статус квото и убедена сум дека ќе бидете подобри од нас. Ви благодарам.